Генералниот секретар на НАТО Столтенберг пред стартот на министерскиот беше многу јасен дека земја кога станува полноправна членка ја презема обврската за колективна одбрана на НАТО. Македонија се уште го нема тоа транспонирано во своето законодавство. Нема закон за одбрана, нема двотретинска поддршка во собранието. Дали тоа ќе остане обврска на следниот парламент? Јас сметам дека законот за одбрана има двотретинско мнозинство. Треба да дојдеме во ситуација да се гласа и да видиме кои се тие кои што се противат Северна Македонија да го вгради системот на колективна самоодбрана и во своите закони. Мислам дека ќе биде многу тешко на 114 пратеници кои гласаа за ратификација на нашето членство во НАТО сега да наоѓаат оправдување и да гласаат против де факто инструментот за наше НАТО членство. Затоа очекувам и овој парламент да се обиде и да успее да го добие двотретинското мнозинство. Оваа влада покажа дека е подготвена за приоритетите на државата, на вистина да направи се, да направи и чудо. И убедена сум дека и собранието ќе биде нерасположено, туку ќе се чувствува одговорно да го запечати тоа што граѓаните го посакуваат веќе 30 години. Значи верувате дека тоа чудо може да се случи до распуштањето? Јас мислам дека тоа зад нас беше чудо. Ова е исполнување на нашата обврска кон граѓаните. Од 120 пратеници избрани во собранието, јас не знам повеќе од еден или двајца кои не говореле за членство во НАТО и во Европската унија. Сега е моментот и по гласањето на законот за одбрана да покажат дека навистина тоа го мислеле. Земјата има преземено рок до 2024 да ја заврши целосната воена, влез во НАТО. Со оглед на потребата од опремување, но и трансформација на армиските сили, дали е тоа можеби малку преуранет рок или сепак очекувате да биде исполнето до тогаш? Во 2017 бевме соочени со истиот избор или дилема. Да бидеш амбициозен или да буткаш се по полека како што сме буткале 30 години. Ние избравме да бидеме амбициозни и затоа денеска имаме резултат. Затоа имаме историски успех. Јас сум убедена дека и воената интеграција, која што е амбициозна програма, дека може да се спроведе ако се има политичка волја, ако се знае што се сака и ако се даваат пари за вистинските нешта. Да нема дилеми. Ние стануваме полноправна членка на НАТО во текот на месец март. Меѓутоа, на секоја земја и се дава одреден период на прилагодување за да ги исполнува сите обврски кои што во воениот дел се навистина тешки. Кога зборуваме за модернизацијата, опремувањето, дали токму тоа ќе се искористи механизмот за договор на влада со влада за тоа опремување, како што беше примерот со Соединетите американски држави на крајот на 2019-та и дали веќе се започнати такви разговори со некои земји? Јас мислам дека е моделот добар и треба со тој модел да продолжиме. Очекувам дека и со другите наши стратешки партнери досегашни или идни ќе ја понудиме опцијата, дел од нашата модернизација, да ја вршиме во соработка со некои од сојузничките влади. И со тоа ќе ја зголемиме и нашата врска со НАТО членките, а бидејќи еден голем дел од НАТО членките се и членки во Европската унија, мислам дека ќе си ја подобриме позицијата и соработката со членките кои што одлучуваат и за нашето идно членство во Унијата. Денеска разговаравте со вашата колешка од Франција, дали можеби токму за тоа разговаравте и за некаква таква соработка во опремување? Со француската министерка зборувавме за досегашната соработка, зборувавме за новиот заеднички проект кој што ќе го имаме негдека од јули оваа година, а тоа е учество на наши двајца офицери во ЕУ мисијата во Централно-Африканската република, која што е под раководство на Франција. За тоа веќе разговаравме со француските авторитети во последниве 2 години. Најпосле тоа ќе се случи. Меѓутоа, исто така кажавме дека во долгорочниот план за одбрана точно ги дефиниравме нашите планови за модернизација и дека би сакале, доколку постои можност од француска страна, да разговараме за варијантата договор влада со влада околу некои од тие проекти и беше прво многу позитивно оценето
И второ, уште веднаш го добивме одговорот дека е тоа опција која што е отворена за француската влада. Министерке, ви благодарам на интервјуто. Благодарам на поканата.